Несекојдневна изложба на млади луѓе. Речи 1800 километри ги дели партнерските градови Струмица и Груец, Полска. Но сепак географското растојание помеѓу овие два града за реализација на овој меѓународен проект не представува пречка. Вака беше најавена изложбата на слики и цртежи, поврзани преку уметност, што синоќа беше отворена и во Струмица и во збратимениот град Груец во Полска. На изложбата од македонска страна се представени дела од ученици од Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица под менторство на професорката Љупка Галаска-Василев, а од полска страна се представени дела од учениците од Канадското училиште во Варшава, како и од членовите на ликовното студио при Центарот за култура во Груец под раководство на кураторката Агниешка Цецилија Казала. Градоначалникот на Струмица, Косте Јаневски, преку онлайн врска ги поздрави присутните на изложбата во Полска. Имам огромно задоволство што сум овде во оваа прекрасно каче наречено Europe House во Струмица и што ја имам оваа убава можност да ја поздравам оваа прекрасна изложба на слики и цртежи насловена како поврзани преку уметноста. Сакам најпрвин да ги поздравам од далечина и градоначалникот на збратимениот град Груец, господинот Дариуш Вјазда. Амбасадорот на Република Северна Македонија во Варшава, господинот Васил Пановски, како и полската сликарка Агнешка Цецилија Казала, а се разбира и младите полски уметници кои се дел од оваа убава приказна. Инаку изложбата од полска страна ја сочинуваат дела од учениците од Канадското училиште во Варшава, како и од членовите на ликовното студио при Центарот за култура од Груец, под раководство на веќе споменатата кураторка господјата Цецилија Казала. Од македонска страна се делата на учениците од Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица, под менторство на професор Љупка Галаска-Василев. Ме воодушевува фактот што двете изложби со истите учесници се одвиваат паралелно во двата збратимени града Груец и Струмица, што дава до знаење дека младоста и уметноста не постојат и не признаваат далечини. На изложбата во Струмица присуствуваше и полскиот амбасадор во Македонија Војчех Туцински. Најпрвин сакам да ви се заблагодарам за поканата да дојдеме во Европската куќа и да присуствуваме на отворањето на изложбата. Ова недела е доста активна за нашата амбасада во Скопје. Неделава го организиравме состанокот на амбасадорите од Вишеградската група со премиерот Заев. Учествувавме на економскиот форум, а во македонскиот парламент ја отворивме изложбата за историјата на Вишеградската група. Истовремено работиме на посетата на полскиот министер за надворешни работи во Скопје, кој ќе стигне следната недела. И ова потврдува дека нашите односи се многу активни и добри. Но и покрај се, дојдовме тука на отворањето на изложбата во Струмица поради три причини. Прво, настанот е за младите. Второ, станува збор за културата. И како трета причина е соработката меѓу локалните власти на нашите две земји. Изложбата презентира интересни видувања на младите луѓе од две различни земји, кои зборуваат два различни јазика со различни погледи на светот и својата иднина. Јазикот на уметноста е универзален јазик и најдобра форма на диалог во денешното општество.